kod menja. I така ние останавме јужностојградски сликари, вамо, тамо, но сепак во нас нешто тлееше. Ние пак сакавме нешто да можеме да постигнеме. Колку се можеше, бидејќи бевме секогаш во присмотра, во гледање. Например, јас со моите помлади, да кажем, сонародници, во Струга доживеав ипак една травма која беше не беше пожелна. Тогаш беше и покојни Владо Малевски во таа група. Тој и други уште некои покојници кои беа прогресивни, напредни младинци, а ја бев најстар. И ја бев одма повикан во началството, полицијата, зашто се организирала таква една средба. А средба беше организирана како другарско едно вече, да речеме, една веселба. И зашто да го организирам, и ово, и оно, и не викне, и не казна, по 10 дена затвор. И јас тогаш отидов, мене ме викне, зашто, вика, вие да дозволите тие млади луѓе да се така воспитуваат, вика. Па реко, песма, тоа е наша песма. Не, тоа су против држава, вика. Тога баш пеевме кога дојде милицијата, полицијата, Миле поп Јорданов. Првата самостојна изложба во Скопје, Коџуман ја приредува дури во 1938 година, на која изложил околу 50 творби, на кои најмногу бил застапен пейзажот, помалку жанр сцени и само неколку портрети. Меѓутоа, оваа прва изложба најмногу го афирмира како сликар-акварелист. Тогаш ги добива и првите позначајни признанија како од локалните, така и од белградските критичари. Тој создаде свој стил на акварел, кој го одликува и одделува од другите југословенски акварелисти, негови современици. Неговиот акварел нема само сликарско, туку и документарно значење. Тие се ликовни забелешки на своето време, на она што постепено исчезнува, одумира од некогашниот градски амбиент, особено на Струга и Охрид. Во некои од делата настанати во овој период, тој внесува лирско расположение, додека во некој пак јасно се чувствува социјалната атмосфера на тоа време. Инаку сите тие се работени во академски реализам со некои поуки користени од постимпресионистичкото сликарство на Белградската ликовна школа од 3-та и 4-та деценија. Такви се женските актови, мощни реалистички обсервирани. Потоа автопортретите, од кои во едниот се чувствуваат реминисценциите од импресионистичкото сликарство на неговиот професор Миловановиќ. Кон крајот на оваа деценија, тој ќе отстапи од вообичаената сликарска поставка, доаѓајќи до еден поинаков третман во транспонирањето на пейзажот, кој ќе го изведе во суптилен колорит и геометризирање на формите, со што ќе постигне модерна пластична реалност. Такви се сликите на кои се представени старите чунови. Најголемиот дел од сликите настанати во овој период денес се наоѓаат во родната Струга, во галеријата која го носи неговото име, како и во приватни колекции.
Во 1904 година во Скопје се раѓа Томо Владимирски, уште еден од групата пионери на македонското современо сликарство. Едно време, заедно со Никола Мартиновски, бил ученик чирак на Папрадишки. Надарен како сликар, во 1928 година оди во Белград на уметничката школа, каде што го завршува вишиот академски курс во класата на сликарите Ивановиќ, Миловановиќ и Радовиќ. Од 1935 до 1937 година специализира во Прага, каде што за прв пат ги излага своите дела и ги добива првите позитивни критики. По враќањето во Скопје, веднаш ја отвора својата прва самостојна изложба и пред скопската публика тој покажува се што научил во Белград и во Прага. Сликите од овој период се исполнети со животна реалност и тие ги носат сите белези на неговото сликарство, како сензибилноста и тонското моделирање, особено на портретите обработени со потврд цртеж и студени валерски, едноставно решени бои. Покрај студениот реалистички цртеж, некои дела од овој период носат и известни стремежи за пожив колорит. Името на Тому Владимирски е врзано и со раѓањето на македонската модерна сценографија. Заедно со својот колега Василije Поповиќ Цицо, во предвечерието на војната ќе работи како сценограф во новоизградениот Скопски театар. На уметничката школа во Белград, во овој меѓувоен период, се школува и Љубомир Белогаски. Неговата дејност овде се поврзува со белградските интимисти и поетски реалисти, кои беа особено омилени кај публиката во оваа деценија. Пред скопската публика дебитира во 1937 година, кога покрај акварелите излага и масла техника на која подосна само повремено ќе се навраќа. И на нив мощно силно се чувствуваат влијанијата на Иван Радовиќ и Бонар, кои се блиски до неговиот сензибилитет. Меѓутоа, акварелот кој е под влијание на Сезан е неговото најсигурно и најсилно поле на изразување. Во периодот од 1937-1938 година, тој ќе го создаде познатиот циклус наречен Од брегалница, во кој беа опфатени 30 акварели. За жал, од нив денес има само неколку. Последниот представник на оваа прва школувана генерација ликовни уметници кај нас е Василije Поповиќ Цицо. Иако роден во Скадар во 1912 година, тој целото свое детство, живот и дејност ги врзува за Скопје. Својот прв контакт со цртежот и акварелот ги доживува во ателјето на Никола Мартиновски, кој станува и негов прв учител по сликање
и интимен пријател. Потоа се школува на уметничката школа во Белград и таму како почетник излага на 5-тата пролетна изложба на југословенските уметници, одржана во 1934 година. Веднаш по дипломирањето во 1939 година се вработува како сценограф во Скопскиот театар. Движејќи се во кругот на видните граѓани, политичари, уметници и културни јавни работници, како и луѓето околу него, тој создава карикатури со печат на тогашните околности и услови за живот. Иако се уште тврди во цртежот, овие карикатури се одликуваат со експресија на изразот и со нив наедно започнува и историјата на македонската карикатура. Карикатурата на Цицо е извонредно духовита, мајсторски изведена во својата стилизација и инвентивна редукција и го носи белегот на карактерот и духот на портретираните личности. Од овој период тој остави и поголем број акварели, главно пейзажи, жанрови, сцени и портрети. Оваа мала, но значајна галерија ликови во нашето сликарство, сликари кои се родија и работеа меѓу двете војни, иако непрекинато не живееја во Македонија, создадоа дела кои го носат и белегот на своето поднебје во согласност со општите стилски текови во југословенското сликарство. Во квечерината на страотната војна што доаѓаше, нивната палета ќе здивне само за миг, за потоа да продолжи со поголемо и посигурно темпо.